Се живи, присутни и дел од секој од нас. Вечерва славиме инспирација. На мојата врата не доаѓа другарче да ме повика да си играме, да по телефон немам порака, да ме праша некој: Леон, како си? Сакаш ли да играме? Но аутизмот не е нешто од што треба да се плашите. Аутизмот е само поинаков начин на сакање. Затоа ве молам, научете ги децата да не се плашат од љубовта. Научете ги да прифатат, да другаруваат, да поканат, да бидат добри, да бидат луѓе. Причината нема да ги фати како целосно се поставува на 40 делов. Првенствено се работи за дела кои што се за покривање на свесноста во однос на децата кои што се со аутизам, објаснување и разјаснување на спектарот на аутизмот, рушење на тие заблуди и митови кои што се пројавени, исто така кои што често доведуваат до заблуда и до бунило кај родителите. Сето тоа е од инспирација од мојот син Леон. Има недостатоци, да, меѓутоа најважно е дека постои волја тоа да се менува. Не е само тие системски подобрувања, туку многу е важно и однесувањето на околината, прифаќањето на околината, свесноста, подигнување на свесноста на околината. Заедно растеме. Ти си љубов, јас сум љубов. Не е чудо што ние ги сакаме сите. Ти си другар, мојот другар, јас сум другар, твојот верен другар. Ние сме кошивац. Затоа што од таму ги дознаваме, нели, сите оние, ги учиме искреноста, љубовта, радоста, како треба да се другарува, како треба да се живее, или едноставно тоа е она што песната, самата песна го кажува, гуши бац. Тоа се два едноставни зборови од јазикот на Ерато, девојче со аутизам, наведомо обични зборови, нели, меѓутоа многу кажуваат, во себе носат се она што овие наши другарчиња, сите наши другарчиња, тоа го не учат и не кажуваат.